Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на Ништо лично. Добро вечер за оние што ја гледаат премиерата, добро утро или добар ден за оние што одложено ќе го гледаат она што денес ќе го разговараме со нашата ексклузивна гостинка. А како и секогаш, нашите гости не се било кои внимателно одбрани, а денес имаме една дама која јавноста ја запозна како пејачка која ги негува новите трендови или трендовите на новите генерации. Трап, рап, малку R&B или не знам како веќе. Дамата која стана позната и по своите изјави, интервјуа, фотографии на социјалните мрежи, но пред се со својата животна приказна како дете која имала навистина тешко детство заради тоа што живеела во семејство во кое на крајот морала да заврши постарателство на незината баба. Но животот некогаш е таков, некогаш ти удираш лаканици, некогаш знае да те помилува. Незината страст кон уметноста или талентот најпрвен ќе искаже преку поезијата и пишувањето на песни, за подосна да сосема случајно, како што самата умее да каже, па дури и попат овде во лифтот заглавува во музиката и за дивно чудо, што би рекле овие од северниот сосед, добро и оди. Истиот оној северен сосед каде што ќе проба и самата да направи кариера во последно време, иако првите песни или доволен број на песни и видеоспотови има направено, издадено и овде. Не ги заради популарност се разбира, не ги заобиколи и реалните шоуа, па беше една од оние познати македонки која учествуваше во најгледалното регионално реалити Задруга, сега преименувано во Елита. Имаше помали скандали, ама не онакви како што знаат да направат овие старлетите, зашто впрочем таа не е старлета, се води за пејачка. Иако некој сакаат така да рекува заради незиното присуство на сопствената страница за возрасти, она што ви рекле OnlyFans, ама тоа е веќе друга приказна. Или што ви рекле приказна за подобра заработка, а не за сопствена промоција како старлета. Како и да е, она што е последно е прво, а последно е шокантното неизино приведување и она што се вели екстрадиција од Србија или од Белград во Скопје, во скопскиот истрашен затвор Шутка, каде што по одреден престој пуштена дома, ама со она, како ја велат, алка за контрола на движење електронска или така наречена наногица. Како и да е, за се тоа што го начнавме и за многу уште други нешта кои нема да ги слушате на друго место или сте ги начули, ама овде ќе ги потврдиме или демантираме, зашто на ниту едно друго место нема да слушате ништо слично како овде во Ништо лично. Затоа велам, добре ни дојде Дијана Дурлевиќ, сите знаете како Дијана OG. Добар ден, фала на поканата и на прекрасната најава. Ова сите ми го викаат, ја мислам дека треба само најави да прави да си одиме. Не, дефинитивно подобра најава не сум добила во животот на ниту едно гостување. Не си била ни на подобро место, веројатно, на гости. Дефинитивно, да, кај професионалец ваков не сум била. Ајде, благодарам на комплиментите, да не биде само се фалиме, сега чекај кој ќе распалиме, нема да станеш да бегаш како на една друга емисија. Се надевам дека не. Во новинарството последното е прво и морам да те прашам, знаеме ли зошто мораше да ти се случи тоа што се случи, да бидеш лишен од слобода? Животот го носи тоа. Некогаш грешките во младоста стигаат во постарите години. Ама не си стара. Мислам, да, тоа ме стигна последните, да кажам, 4-5 години, меѓутоа ете се случи, требаше да се случи, сега сум конечно слободен човек кој што може да шета, да оди каде сака, немам никаков проблем со законот, се е решено. Апсолутно, да имаше, немаше да бидеш овде, ќе морам да барам специјална дозвола за по дома или за во Шутка, ама тоа би било утка, ова е друга приказна. Добро, можеме ли ексклузивно да откриеме? Имам обичај во Ништо лично да слушнат нешто што на друго место ништо слично. Не го слушнале така, па вака станува збор за криминал е во прашање, не знам како се вели, кражба е во прашање, не знам, све може да биде. Вака во прашање организиран криминал, даночна измама и пирење на пари. Да, станува збор за фирма на која што сум била собственик и ете така.
Како се вплетка ти по целата приказна? Ете, младост, лудост. Љубов беше во прашање? Не беше љубов, пари беа во прашање. Ова ми се сви. А љубовта со пари не се купува, а? Не се купува, не, за љубов не правам такви драстични Екзибиции. ризици. Да, екзибиции никако, ова беше... Те шокираше ли кога ти дојдоа на врата или не знам веќе каде те успеа Да, те дома најдат? ме уапсија во Белград, нормално дека бев шокирана. Значи, скроз ми беше денот посветен на мене и на куќата, на средување, на правење ручеци, само во еден на момент. домаќинка. Да, буквално очена домакинка и во еден момент кога влегува и се јас, нели, сватив, знам, не сум будала, знам зашто доаѓаат и што се случува. Не дошле Бев. да ти проверат лична карта, дошле. Бев Престои. шокиран, уште ме прашуваат, па као, со кого сте дома, сами ли сте? Викам, не сум сама, па со кого сте? Со Викам, со мачката, викам. Знаев, да. Да. Не, беа културни луѓето. Не ме беше толку голем стрес, повеќе имав стрес на тоа како ќе се рефлектира тоа на мојот приватен живот, на нели на мојата баба. Па и на Ајде, домашните. кариерата и не е толку страшно затоа што Апсели и други од овие од Ролинг Стоунс и па надале. Да, меѓутоа во денешно време тоа многу луѓето го користат како маркетинг, што е тажно, ама многу луѓето се сирџи, сакаат да гледаат такви работи, ги интересираат такви работи, така да не ми беше толку страв за кариерата колку што ми беше нелагодна, ја оставам баба ми сама. Жена во години, Да, понатаму, 73 живееш години шок. жена. Целиот живот го оставам, ми беше малку од првите 3-4 дена од кога бев уапсена и кога бев спроведена во централниот затвор во Белград, ама после се опуштив. Колку време беше таму? Таму бев 7 месеци. И? Не е така лошо кој што очекуваше. Па, искрено, јас мислам Што се дека... плашиш, ајде. Па, не е дека сега нешто се плашав, него едноставно мислев дека ќе бидам со оние што се за проституција. Криминалци, убици. Не за криминалци, за убици. Јас и бев со 2 жени кои што беа за убиство таму. Тоа не ми беше проблем, него мислев Мажот дека со сум секира оние... на спиење и тие такви. Да и пострашни работи. Мислев дека ќе бидат така малку по промискуитетни, онака луѓе со кои што нема да можеш да направиш муабет, Добро, дека ама е баш. жените се сепарирани со мажите, одвоени. Да, одвоени се. Ама не ми беше лошо, мислам, луѓето ми викаат, абе ти будала си, како не е лошо во затвор, ама не ми беше лошо. Снаодлива девојка сум, луѓето беа малте не и фини девојките беа во соба. Сега секој со своето, секој си лежи за ова, ама ние сме пред се луѓе, ти мораш таму живееш, што ќе правиш, мораш да има ред. Комуницираш, да оствариш некаква Нормално, мора и- интеракција со нив, така? Така е, затоа што времето многу полесно поминува кога има некое случување. Сега вежбаме заедно. Играме на љути се човече, па и ќе речеме гледаме филм или читаме книги. Па имаш шетња, нешто се прави. Беше Нова година, се сеќавам. Јас иначе празници многу сакам тоа, Божик, си Елка негувам дома. китевте ли? Па цртав. Цртав си купувавме од кантина бели листови, Аха. имавме боички и нацртав колку мене Елка, 1,60 Залепивте Елка, на ја зид. залепивме на зид, имавме најубава соба. Браво. Се воодушевија сите, мислам што ја правиш? Соба со поглед на Елка. Соба со поглед. Да, и направив имаше голем прозор, направив село со кукички исто и го викавме македонско етно село, пошто со снег и тоа добро не беше лошо. Добро. Знам дека се жалеше после по екстрадицијата во Скопје, шутка ти се виде као Да. како да кажам, као да не речам полско весе во однос на Шутка беше, мислам и се уште е страшна и стварно не разбирам како една држава, мислам овај кога ќе погледнам болниците какви се, замислиш затвори. Затворите, да, ама не можам да сватам како една држава која што толку жарко сака да влезе и во Европска унија и да се надпреварува со многу други појаки држави, има едни такви услови, нели сега, тоа е притвор, не е затвор. Во затворите е дури поубаво. Нели во притвор има и невини луѓе? Некој погрешка влегол таму. Тоа се стварно нехумани услови. Прво има тафтабити. Оние бедбакс, да. Тоа шири и зараза. Так. Значи, на 4 дена бањање. Тоа е нехумано. Значи, тоа е реално става као во 21 век е едно страшно и срамотно прашање као на 4 дена бањање. Тоа мене ми беше скроз онака лудило. Ајде за собите мање више, сега затворен е хотел. Не ни барам да биде искречено, ама за некои така суштински работи, за хигиената, многу страшно. Среќа беше кратко време, односно помалку. Да,
Помалце беше од 3 месеци централниот. колку беше? 2,5. 2,5. Добро. Рече те пуштија дома и на социјални мрежи објави дека сега си слободен човек, ама со ограничено движење. Тогаш барем беше. Да, тогаш не бев на алка или на наногица како што ги викаат, тогаш не беа уште пуштени. Бев само на куќен притвор, каде што мене ми доаѓа На посматрање Да, се. на Домашна посета. Да, ми доаѓа во различни интервали, во различно Да, не време. знаеш кога ќе ти Да, ми доаѓа дома да ме проверуваат. Ги викна на кафе, ги послужи. Не пијам кафе со полиција. Уште го немам тоа направено, со полиција кафе не пијам. Единствено што испив во 29 и таму во Белград кога ме приведа. Ми падна шекерчето и викаат сакате кафе, викам сакам едно кафе, ама добри беа, културни беа дечките, сите кои што доаѓа и нели нивни колешки. Немав никаков проблем, а и нормално поштував. Доби решение дека си Да, слободен. сега сум слободна. Сега сум на условна казна и слободна сум. Тоа значи да не се повтори за колку години? За 5. За 5 не За смеш ни 30. пешачки да поминеш на црвено. Искрено, еве сега Баш ли сега? малку имам, а некој ќе речете ќе влезеш во затвор, па излагаш и стануваш полуд, побесен, правиш не. Сега ми е проблем ми е. Да си доаѓа паметот. Мислам, од кога се пресели во Белград, малку си го сменив животот. Так. Почнав другачија да живеам, не живеев како во Скопје и нормално е тоа, затоа што на 21 година си отидов тука. Заради кариера ли отиде во Белград Да, или од други причини? заради кариерата си отидов и затоа што многу поубаво кога отидов таму, прво мислев дека ќе бидам 2-3 месеца, ама кога отидов таму се почувствував самата поубаво. Други работи ме интересира, многу го сменив начинот на живот, почнав да станувам рано, почнав со здрава исхрана, почнав и тука, ама другачие, некако Скопјево ме влечеше на тие будали што се случуваат тогаш. Така да, ете така отидов таму. Значи Белград лек за будалаштиња, какви будали има по Белград да По знаеш. Белград, сите тоа ми го викаат и таму кога зборев, баш се еден продуцент зборам, ми викам, ба јас сум овде дошла да променим свој живот, ми вика. Да се смирам и ми вика, каде? Вика, во Белград, вика, ти си, вика, најбудалата, вика, што дошла овде. Така да, тоа им беше као, вау, отишло во Белград. Так. Ајде да се вратиме на почетоците на детството. Споменав ја и не си криела и самата зборуваше од семејство во кое еден од родителите борба со зависности, проблеми со однесувањето, проблеми со законот и таму криминално досие. Кој те повлече кај баба? Баба ми. Самата. Да, јас од уште кога сум Извини, се родила. мајка на татко ти е тоа? На татко ми. Јас уште кога сум се родила, нормално, тогаш било рок-н-рол и тоа време 2000-та, мислам уште бил тој талас на 90-тите, моите биле млади и луди и не биле реално спремни да гледаат дете, да бидат родители. Јас сум зарастана со баба ми, до некој период бил жив и дедо ми, меѓутоа он починал во 2004 и од тогаш сме јас и она сами. Значи, како што сум и јас на нејзе подкрепа, така и она ми е на мене, да. И сега мислам, и сега е така. Ако имам 25 години, некој ќе рече, абе, знаеш, си одат сами живеат. Не, јас себе си, јас имам баба ми. Како ти беше да Белград. оставиш кога замина за Белград? Па, искрено, Со тешко срце. да, само што јас ја повикав да дојде, јас одма и кажав, мајче, имам, нели, што ќе плаќам јас сама, Да, Кирија, да. ќе дојдеш ти со мене. Мекеш. Ама она беше, чекај да се средиш ти прво, да видам, нели, да не биде сега да ги дигнеме сиве ствари, да одиме. Што ќе правиме после? Така да, после 2 години ја примаме скроз да дојде да се пресели тука. Мислам во Белград. Добро. Сега таму со тебе. Сега сме во моментов тука заради се што се случи, иначе да, беше. Беше со тебе. Беше и таму, беше додека бев во Белград, па кога подпишавме за екстрадиција, кога ја прифатив екстрадицијата, затоа што јас одбивав да ме екстрадираат. Ама тогаш ќе мораше таму да одлежиш целата. Не може тоа така. Каде што си ја направил, каде што си го Кривичното направил дело, да. кривичното, таму те носат. Ако бев пример државјанин на Србија, можда и можела. Меѓутоа не можеше никако јас да го завршам проблемот таму. Знаев дека треба да дојдам, меѓутоа знаев и дека се условите во Шутка многу нехумани за баш во зима да дојдам. Јас бев уапсана во октомври. Значи јас да бев таму зимно време,
дали ќе беше нови подкаст. Дефинитивно не, стварно многу нема грење, тоа слушав таму од луѓе така да и знаев, татко ми бил многу пати во Шутка, во Идризово, значи знам како функционираат тие работи. Така. Споменав јас исто на почетокот дека прва љубов всушност е поезијата и пишувањето песни. Да. Имаш издадено книга, така ли, збирка со песни? 6. 6? Да. Уф. Значи, јас сум неинформиран, мора да се информирам подобро за овие пеачки. Оти некои велат, знаеш како, пеач, тоа е не о Македонија, генерално тоа не е професија, тоа е диагноза. Да. Ама не ќе да е само диагноза, очигледно има и креативен труд. Кој те навлече на пишување поезија? Дали еве, ја ќе се обидам да прочитам една песна твоја, може? Добро. За да ти кажам како ја доживеав ја твојата поезија. Добро. Само да прочитам, а веројатно и сега овие што не гледаат и слушаат, веројатно ќе се согласат или не согласат со мене, се. Песната се вика Љубов место простување. Кому да простам? Кому да простиш? Исти воздишки и исти рани. Исти копнежи од раката надеж, кому да простам, кому да простиш. Тишината, болката ја рие. Во молкот од невини срца ставаме мелем на нашите рани. Оставени во далечината, сега се лекуваме сами. Кому да простам, кој да ми прости. Ко молитва од колаш, зборовите фрески насликани, пред храмот на срцето ветуваат, јас и ти сме ние. И никогаш нема да сме сами. Вака ако и прочитав повеќе од песните, не само една, и имам чувство дека се рефлексија на она што си го живеела како живот. Дел од тешкото или непосакуваното детство заради сите проблеми дома, ама има и дел од она што се вели љубов. Дали е микс од две рани, едната животна, другата љубовна? Па во суштина, кога сум пишувала поезија, сум била многу мала и на некој начин децата кои што живеат во тие дисфункционални семејства и кои што немаат... Само тинејџерски години ова пишува. Да, сум била више помала, 15, да. Почнува да работат хормоните. Работат хормоните, меѓутоа во тој период кога децата не го добиваат вниманието од родителите, сега сум имала внимание од баба ми. Ама тоа е малку поразлично, го бараат на некој друг начин или да го изфилтрираат тој тежок товар. Јас сум почнала да пишувам од 7-8 години. Уште кога сум била мала. Кога ти е таа дарба? Дарба од Бога или гени од некого? Не знам. Искрено не знам, еве баба ми е економиста, дедо ми бил архитекта и татко ми дури со архитектура и со такви работи со ветеринарство. Скроз нема некој кој што е, да кажам, писател или пејач или нешто. Баба ми убаво пее. Добро, ама скроз други бранши се. Пишувањето и изведбата се различни. Да. Така да сум почнала да пишувам, да си ја празнам душата и секоја книга имам две што ми се песни со љубовна поезија, три ми се со автобиографска поезија. Некој може да ги доживее како љубовни и тоа е љубов. Се е љубов. Све е љубов, само различен вид на љубов. Некој како љубовни, некој имам и социјални песни, имам и родолюбив споменар. Патриотска поезија, тоа ми е последната книга што имам извадена. Така, не стигнав до незе, ти не бев информиран, да повторам. Ама еве се сум, па ќе се потрудам да прочитам и нешто, да не е само заветна и тие таквите, имаме и други родолюби овде. Сакав, немам овде во Скопје, затоа што сите работи, како што кажав, нели преселена сум во Белград, сакав да ви донесам книга така, да прочитате нешто од моите, ама немам тука, сите ми се во Белград. До 5000 евра за мал знак на внимание се смета, над тоа е мито. Да знам. Малку да се насмееме. Така е. Рече случајно влета во музиката. Да, скроз случајно. Реши да станеш
Од Дијана Дурлевич до Дијана Дијана Оджи. И што е тоа Оджи? Што би бил дошло? Оригинал гангстер. Аха, така ли? Или што би рекла ја оригинале. А, така е. Да, дека сум оригинал, дека не сум копија, не вака. Бев тогаш со Андреј Трајковски во врска, он беше рапер, и јас кога седев со сите тие рапери, што бев во Ману, најмлад писател, одев на сите литературни конкурси во категорија за возрастни, секогаш добивав Гран При. Ова е дури песна кај што имам, што ја прочитавте, кај што имам рима. Јас немам рима во песните, користам архаизми и тоа. Ти хаику да не пишуваш? Не, хаику немам пишувано, пишувам долги поеми. И кога седев со сите тие рапери и све тоа, никако си викам, дај бе Дијана, што пишуваат овие? Тај напиши нешто, ти пишуваш книги. Поезија, позовија си доктор науки, бе, напиши една песна за... Да, со тој можда тогаш Нешто малце мадафака. егото, можда малце тогаш ми имаше проработено и се исправав. Треба да им покажеш дека... Да, дека можам да пишувам. И мојата идеја и мојот план не беше да правам рап музика или да бидам Дијана Оджи. Требаше да извадам Белја песната што ми е, као прва песна. Тоа е првата песна што јас ја имам напишано, направено, као... Не очекував друго, туку Белја да биде. скроз друг вајб од целата прва слика што ја дадов. И слушнав дека Urban Records вадат нова раперка и леле, викам, како они раперка се, јас со нив од почеток, да кажам, од која се све градеше, викам, и они сега ќе вадат женска, па викам, не може да биде друга женска, викам, јас вадам рап. Ти беше првата таму? Да. Мислам, не бев како артист. А не Луна? Како артист беше прва Анаја. Аха. Во создавањето, кога не ги ни знаеа, ни Двабона, ни Тракер, ни Таско, кога уште беа, што се вика, упелени, мислам, тоа може да сурово да го кажеш, ама реално, кога не ги знаеа и кога се снаоѓа за од ништо нешто да направат, јас бев тогаш со нив. И јас бев на некој начин подкрепа и кога требаше да се оди негде, одев, трчав, јас бев со Тракер во врска. Знам дека беше Значи, со Тракер врска, чекам да завршиш, па да те прашам. Јас тогаш трчав за нив како на некој начин како менаџер. Ја бев копил, имавше 17 години. Јас тогаш престанав да се бавам со својот живот и со својата литература и со своите идеи да запишам политички науки, влегов во друг. Да рапуеш, односно да пееш. После тоа почнав, од кога раскинав и од кога излегов од таа приказна. Тогаш почнав. Инаку јас имав, пишував и во тој период, Кун беше единствениот од Зашто Урбан двама. отиде Курбан? Заради Тракер? Па секој различно гледаше на музиката во тој период. Двабона беа луѓето кои што највеќе работа, највеќе се вдадоа. Значи имате опрема, имате услови да снимате и ако ги имаш условите треба да ги најголем успех има. Да, ама тоа беше реалноста не само заради тоа што се као најталентирани. Можда и не биле толку поталентирани од некој друг во таа екипа, меѓутоа многу се вдадоа, многу работеа. И јас пример, Значи 2% талент, 98% работа. 1000% работа. Талентирани се. Значи тоа не може никој да им го оспори. Ама дека работеа највеќе од сите таму, работеа. Јас кажувам, капа треба да им симнете, затоа што беа луѓе кои што и работеа, физичка работа, и одеа во студија, и снима, значи нема, ај ки идам на кафенце, ај ки идам ки искочам, ај афтер, парти, не. Они работеа. Додека Тракер не го правеше тоа. Тракер бркаше женски, колку што знам. Па не бркаше женски, не смееше од мене. Ама... Ки имаше кунг-фу потези. Ја го... Тој ли доби видюшка? Да. И тоа не беше ни за женска, нешто ме изнервира, ама тоа се други приказни. Сега не би го направила тоа. Знам, овој кој ќе созрее и порасне. Да, тоа сега не би го, мислам, поинаква е хемијата тогаш, поинаква е сега. Да се осетам загрозено би го направила и тоа полоша. Ама вака не. За никому ништо. Вака не. Добро. Значи не бркаше женски, тие го бркаа него и успеа да го ќарат. Да. Имаше вака у тие кругови
како Луна успеала да го ќари на Дајана Оджи момчето. Не, она мене на некој начин не ми го ќари. Ние раскинавме после тоа он си ја најде неизе. Ама ете и да ми го ќарила, јас би се заблагодарила за тоа што сватев. Тоа што не е добро за нас, полека во животот си оди си исчезнува. Колку и да е во моментот тешко, да го прифатиш тоа или да си речеш леле колку се дадов, колку се вложив, така требало да биде. Добро, ако така требало да биде, тргна сама по свој пат, така? Така е. Добро. Како се снаоѓаш? Естрадата кошта, треба чини, треба да вложуваш у песни, како се вели, во спотови, во Јас секако од секогаш сум била подвижни од банкомат. Па додека сум била и со тракер, така да тоа не ми било проблем. Јас сум снаодлива, мене парите ме сакаат. Знам да се снајдам, знам да направам и од ништо нешто. Јас сум правила спот, пример, кој што мислат... Снаоѓањето се плаќа 5 години подосна, ама... Да. Некои не се плаќа ако се одигра паметно, ако го правиш само. Сум се снаоѓала. Мене ми оди од рака организација. Ми оди од рака да створам нешто, да најдам луѓе, да мотивирам. Не размисли собствена продукција да направиш? Размислувам на тоа цело време, меѓутоа сигурно не во Македонија. Затоа што тука луѓето се другачие функционираат. Не може да се направи екипа кога доаѓаат пари, премногу се халапливи. Ако гледаат дека си успешен, нема да ти дадат ветер во грб. Пример, еве... Не може нож во грб да ти дадат. Нож во грб секако, тоа го добиваш секако, ама еве да сме заедно како екипа, да сум во нечева продукција. Мене би ме, или јас да имам некој артист кај мене, па мене би ме, она би ме импонувало да тој артист и тој човек направи, на некој начин успех и да го дознаат. Значи, ако јас сум над тебе, јас ќе земам процент, ама ако не земеш ти пари, јас нема ни да земам процент. Они многу затворено гледаат. Значи, они мислат, еве, ќе влезе оваа, сега сите пари ќе не ги земе. Не бе, дечки, имате подпишано продукција сум, па и вие ќе земете процент. Друга категорија сме, така да не бе правела тука продукција. Добро, ако мислиш дека е таму поразлично, обиди се. Како и стилот, кој ќе би речат раперка, јас не сум раперка, јас сум артист. Јас сум стил сама по себе. Значи, јас сум секоја песна, јас сум секое моје чувство може да биде песна. Така и пример каде сум јас може да биде таа моја продукција во едни, например. Еве, јас имам студио дома. Ама немам човек за снимање спотови. Јас, пример, во потрага сум по некое младо дете кој што стварно ќе сака да работи. Сега јас од моја продукција имам пола и уште микс и мастер да направам, да научам да правам и ќе бидам комплетна. Да снимаш, да монтираш, да не знам. За снимање, да. Вака за аудио, тоа се разбирам по нешто. Го чачкам, го работам, сега не сум некој профи, затоа што не сум ни по компјутери, бе. Све сум јас на хартија пишувам, не сум многу... На компјутерот го користам само за Cubase, за да снимам. Так. Да. Добро. Гледам доволно и си шарана по себе и знам, и тоа што се гледа, аз знам и тоа што не се гледа, ама после за тоа ќе збориме. Негде успеав да најдам дека ништо не е случајно кај тебе, па и тетоважите и секоја тетоважа има некакво свое значење. Така или некој лажал? Никој не лажал, така е. Све од А до Ш. Како си трнала на крај, колку работи се случуваат, не ќе има више кај да се тетовираш. Имам, еве, левава рака до овде ќе... Почнато е. Да, почнато е, погрешка. Добро, има ли некоја тетоважа која би сакала да избришеш, а има ли некоја што не си ја напишала, а би сакала да сликала? Не би сакала да избришам ни една тетоважа. Обично некои ги бришат после одреден број Знам, години, не сум. Ги покриваат. Не сум јас од тој тип на тој калот или ги на потсеќа луѓе. на не знам нешто. Не воопшто, а би сакала да ставам, имам идеја, тоа ми е одамна, само не можам местото да го најдам. Сакам да го тетовирам маузерот на Владо Черноземски. Што има направено атентат. Ја знам, верувам и поголем број од публиката. Па или некој не баш. Климаво. Владо Черноземски, атентаторот од бугарската фракција на ВМРО,
кој ќе го убие српскиот крал во Марсеј. Па не е баш бугарска факција, ама ајде добро. Ајде да речеме врховистичка. Врховистичка, да. Врховистичка, да. Добро. Тоа е се, да не навлегуваме во Да, историја. сите Ајде. се не бореле за едно ти исто. Значи Маузерот да го настикаш. Да, само не знам каде. Ама види, кога ќе те прашаат у Србија што е тоа, и кога ќе им кажеш, не знам како ќе поминеш, оти српскиот крал е убиен со тој символ јас, на кој ќе го носиш на себе. Јас имам пријател кој што е исто екстремен десничар, тоа ми е најдобар другар од Србија. Така? И вака кога правиме муабет, он знаеме кој што застапува, ама ми е многу добар другар, така да луѓето кои што се осознаени, кои што знаат што застапуваат и кои што не се ограничени, не се Значи екстремен десничар си, така да разберам. тука сум. Не сум баш екстремна десница, ама десничар сум. Добро. Луѓето кои што имаат свое мислење, Извини, го почитуваат гласаше? другото. Не, Зошто? затоа што сметам дека нема некој кандидат кој што би го гласала, кој што стварно би заслужил да го гласам. Ни во десницата? Па мислам дека нема Македонија некоја десница сериозна. Нема десница во Има Македонија. левица, ама барем, Левица барем има. на хартија. Дури и левицава е поголема десница од многу десничари што се прават вака по некои Ако гледаш убедувања. во радикалните, овој, Да. 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 Добро, да не ни е политичко. Да, не ни е екстремна сум јас не ни за е тие. политичко, не ни е политички подкастов, иако допираме и политика. Значи тоа ти е, не знаеш кај би го истетовирал? Не знам кај би го истетовирала, а сакам едно почесно Мара Бунева, имам истетовирано ружа за Мара Бунева. Добро. Печатот на ВМРО го имам истетовирано, ама сега уште тоа да го истетовирам ми треба и тоа е тоа. Комплет сум. Да се гледа или да не се гледа? Нека се гледа. Немам ја проблем. Имам изгрезора на слободата, првиот македонски марш го имам истетовирано, нека се гледа. Имам тука и за Хитлер татовирано, немам јас проблем. У суштина си подвижен музеј, бе. Да, ама јас култура, збиднување, све Ја мислам, аутентичност. треба восочна фигура во музеот на македонската борба ти става. Восочна не, да биде ништо златна е. Да се Голден. знае, да. Голден Диана. Голден Диана, да. Добро, нека биде така. Кога дојдовме кај тетоважите и она што се гледа, она што не се гледа, она што не се гледа по подкасти, по емисии, од време на време се гледа на социјални мрежи и на специализирани страници за Да. возрастни. Зошто се реши за OnlyFans? Ова не ме прашал никој до сега и еве имам прилика да кажам па вака. За OnlyFans не можеш да идеш во затвор, Опа. а можеш да заработиш пари. А пример јас како сметководител или како книговодител треба да земам плата од 400-500 евра за 8 сати. И мене тоа не ми оди во прилог прво. Сметам дека тие такви работи го ограничуваат човекот да размислува уметнички, да твори, да ствара. Добро. Јас не сум човек што може да се затвори така, мислам можам да работам, сум работела секакви работи. Само што тоа ми ја убива енергијата. Други работи кои што носат многу пари, Добро. рефлектираат последици. OnlyFans беше една Добро, и OnlyFans може да рефлектира Да. последици. Меѓутоа, Во мене- смисол, па за едно такво прозивање стана од емисија, ако добро паметам. Тоа не е Да. последица. не, тоа е ај се да не навлагам, навлегувам ама зошто и не, како. не е тоа последица. Јас пример не се секирам што ќе Што се кажат нарекуваат вака и така, на тоа мислев. Ма нарекувале луѓето, па секогаш луѓето ќе најдат називи, Ваква, да, ваква, значи нели? дали Од старлета до ова- да не употребувам се зборови кои Да, тоа е не се апсолутно. OnlyFansот ми беше една само одскочна даска за пари, да направам брзо пари, при тоа многу луѓе веќе пред тоа, да вие сите манијаци што се, ми праќале видеа, слики како мастурбираат на мои спотови кај што сум закопчана до овде. И во еден момент си викаме, добро, јас сум убаво девојче, не сум некоја вау бомбастична, ама имам убаво тело. Зошто јас да не направам Не, пари? да не си бомбастична, искрено. Сум бомбастична, ама ајде да не биде сега дека сама се фалам. Баба ми вика немој никогаш да се фалиш сама, инаку и јас си Право е мислам. жената, ама Така па си старите времења Да. не така викав, овие новите викаат фали ми усто да не да те не расчекнам. трашкенам, да. Така да го отворив некако на брзинка. Не нудев кој знае што. Не го работев јас OnlyFans од сега јас да снимам баш Многу експлицитно. да.
го искористив додека ми требаше. Иако има, ја не можам да кажам дека нема Нормално баш. дека има експлицитни, мислам, јас сама по себе на спотови сум експлицитна. Јас кога ќе излезам на интервју сум експлицитна. Јас не кажувам дека нели. Немој сега да те свати некој. Не, самиот начин, самото кажување, мислам, зборување на работи, ставовите, музиката, Отворена, би животот, рекла. многу И директна. и отворена. Така да ми беше тоа еден период. Еве сега кога бев ушутка, баш размислував пред да влезам, имав дури Да снимаме OnlyFans од шутка, никој нема снимено. Тоа беше исто една сезанција. Баш бев у фазон, ја ова сега тука да го работам, пари ќе направам, ама не, тогаш нешто ми флипна и викам, ја не го работам ова више. Ја затвори OnlyFans? Да, ја затворив, не ја имам веќе и тоа не ја затворив затоа што се срамам или нешто. Не функционира, не постои. Не функционира, не постои веќе. Ја избришав профилот. Да, сега пример може не има слики, па имаме слики по портали. И вистина има ставано слики по портали, не ми е мене тоа проблем. Ја имам ставано на Инстаграм, на стори ги ставав кога ги рекламирав. Него едноставно луѓето многу ги мешаат овде брзините. Имаш нешто у телефон? Немам. Ова ми е нов телефон, немам стари слики. Сакав да отвориме. Нема. Да дам оценка од 1 до 10. Ама па и тоа се плаќа. Ако не Ме се плаќа и учествува у подкаста, ма ајде 50-50. Нема везе, еве ќе платам, само што немам кеш. Не, се шалам јас. Класифицираат. Сега мене ме гледаат као онлифенсерка што прави музика. Ја не сум тоа. Јас сум писател кој што прави музика и кој што отворил OnlyFans. Само што луѓето гледаат вака само право као конјеве и не го доживуваат тоа. Писатели како го сваќаат. Не знам не дали знаат. Јас во друштво на писатели не сум била од 2019. Од помладиве може некој знае. Од помладиве знаат, да. Само што мене тие луѓе многу ме почитуваат и ме ценат како писател, така да дури и тоа би го разбрале. Јас не сум имала проблем ни со баба ми. Добро. Била во почетокот, леле, абе вака ќе зборат, така ќе зборат, викам мајче. Цело време луѓето зборат и сега зборат. Колку се заработува на OnlyFans? Се заработува многу. Дај ми цифра една бројка месечно е. Месечно е многу поише. Јас затоа што не сум го работела така, иначе се заработуваат. По сесија да речеме. Не е по сесија, еве ќе ви кажам По прегледи, со фирмава која што јас работев, кои што ми беа 4. Тоа се луѓе кои што се допишуваат и ти го водат профилот. Ама не седиш ти да се допишуваш. Има модел кој што нели нормално све правеше девојката, ама заработуваше по 80 до 100.000 евра месечно. Тоа се многу грдни пари се тоа. Од тоа се правеше? Све правеше, од све правеше се. Од А до Ш. Ама 80 и 100.000 евра месечно заработуваше девојката. Тоа беше Порнхуб, не OnlyFans. Тоа е тоа. Ама правеше девојката пари. OnlyFans букна во короната. Така да. Значи тоа и е направено како сајт за не е за експлицитни, да е направен сајт за као хотлайн што било порано. Која се јавувале на хотлайн порано, само што во тој период сајт за дружење повеќе беше во почетокот, а после тоа прераснало нешто. Ама сигурно не било сајт за дружење пријателски, значи било... Не, почетокот и пријателски. Има, продавале фитнес програми на OnlyFans, продавале свашта и крипто, значи свашта било има на OnlyFans. Добро. Страшни работи, само што јас сум влегла само во ова као Викторија. И бидеш излезла, толку? Да, излезла. Немаш намера да се вратиш? Не. Немам. Значи пари не ти требаат, сега како те разберам? Мене секогаш пари ми требаат, ама не. Не можам да се бавам со тоа. Бара време, бара... Не бара време. Шо ќе земеш, ќе изнемеш нека убава куќа нешто, ви кидам се на фотографов, ќе се облечам пола саат и ќе му речам ај доставе ми, вика шо ти е, вика куќа, плакаш 200-250 евра, ми вика сликај се, тука ми вика шо е ова, вика ајде. Немав некоја волја многу за сликање за тоа. Да. Немав некој елан. Сакам јас камера, многу обожавам камера. Јас камера кога ќе видам ја заведувам со поглед и на спотови и вака. Ама во тоа не можев да се пронајдам некако. Ами ми беше добро. Идеш направиш сликичка, даеш 200 евра за сликање за ова, заработиш минимум 3-4-5 илјади. Топ, за музикава си вложував, си ги соберав парите во Белград и пред него што ме уапсија купив битови.
За спотови, ма плаќав микс мастери и тоа таму кошташе, кај озбилни продуценти тоа купував све. Бит ме кошташе 500 евра, ги дадов парите и отидов ја вана, да. Ајде да се вратиме на еден, како да кажам, ако кажам порок, некој ќе се налути, ако кажам лоша навика, некој ќе рече зошто не е лоша, ако кажам што и да кажам ќе сгрешам, затоа ќе кажам само еден збор, како се рекреативно користење на овие трава што ја викаат овака, што ја рекле марихуана. Многу луѓе се поборници за легализација. Така. И во Македонија и во Србија се уште не е легализирана. Дури и кривично дело ако те фатат со, не знам, дури за лична употреба. Така. Ама ти некако не се криеше дека тоа го упражняваш одредено време. Да. И веројатно од време на време, рекреативно, не цело време, ама генерално сама кажуваше некаде дека не си зависник, ама знаеш да бидеш корисник. Да, сум знаела да бидам корисник, културен и конкретен корисник. Не сум за легализација, сум за декриминализација. Тоа е сосема различно и значи да биде повеќе лек отколку декриминализација е да смееш да имаш одредена количина, да има одредени места каде што смееш да ја конзумираш. Сега пример, јас не сум поборник да седнам во парк и да пушам трава, а деца да шетаат тука. Тоа е скроз ван памети, затоа што така им наметнуваш на децава. Значи кофи шоп или кофи кафе, да речем. Така нешто, во тој смисол. Сега не сум некој уживател, порано бев страсен уживател, обожавав да седнам да творам, многу убаво ми одеше. Пушењето е штетно. Освен, мислам. И тоа е штетно. Тоа е најштетното од сите пушења. Океј. Тоа е најштетното. Не сум сега нешто како поборник за тоа. Не сакам ни да влијам на младиве, затоа што знам како влијаело тоа на мене, кога сум слушала артисти или кога сум гледала по филмови, скроз некако другачие позрела се размислам на тоа. Релаксира, ама има ли последици? Па и нема последици. Не знам, ја ни цигари не пушам, па не знам. Не дека мене ни сум ни против, ни сум ни за, кој сака. Сум имала период каде што не сум можела, ама тогаш сум била во некои психички растројства, каде што сум имала стварно онака проблеми животни, со кои што не сум ни сакала да се соочам, затоа што знам дека не можам да ги решам и тогаш тоа некако ќе ме одве вака, све ми е рамно, од овде до Косова. Опушта, да, за творење, за уметностен нешто стварно лудо, ама сега во мојов живот, во мојава секојдневие не можам да го имплементирам. Некако не лайфстайлов не ми е тоа. Сега си другата Дијана. Не, јас сум цела истата сум Дијана. Само што други навики имам сега. Не можам се станувам са бајле у 7. Не можам кај ќе испушам џоинт, не можам, треба да работам. Треба да бркам работи, што ќе правам јас? Тоа се вели години на созревање. Години на созревањето, да. Ете, така нека биде. Знаеме зошто отвори OnlyFans, дознавме и зошто избега од него, а знаеме и зошто отиде во реално шоу. Леле, искрено не знам. Веројатно за популаризација. Не, гледани се многу, па гледани се, ќе ме види народ што не може и тие што не гледаат спотови или YouTube и не следат. Не знам зашо отидов, и кој да ме праша, не знам зашто отидов. Ако не било за пари веќе? За пари не беше, пошто повеќе заработував пари, највеќе заработував. Во реалити отколку во реалити. Чорба, Милан Јанковиќ, он ми е пријател од Косово, он исто, мојве на татко ми страната се попотекло од Косово и се познававме. Он исто рапер, со такви музики се бави, така се дружевме и ми се јави и ми вика, ало, мајмуне, вика, тука седам новинар, вика, да влезеш во задруга, викам, како е задруга, викам, ја тоа никогаш не сум ни гледала, викам, ја не знам, ништо не знам ја за тоа. Вика, ти, вика, ќе победиш таму, вика, ти си ми, вика, за таму, вика, створена, вика, темпераментна. Па јас седам палачинки правам дома и викам, каква задруга, вика, слушај ме.
Ја викам, мај добро, ќе дојдам. Ја вика, ајде дојди одма. Викам, ау не можам, викам, имам обврски сега, сад да не биде дека ја трчам по нив. Викам, имам обврски утре. Утре дента одам во Пинк, потпишувам тој договор таму. Јас тука им барам 300 чуда, не знам што се дешава задруга, ништо не знам. Ми викаат ти Колку им како? побара? Јас им побарав 1500 неделно. И тоа е малце као за некои што зимаат. Ама оберучките ги дале веројатно. не, за новите, за тие што Ценка, доаѓаат нови, А новите да. гратис барат да. Нови има луѓе кои што одела без пари или за 200 евра неделно. Што е пример 200 евра неделно, аве 200 евра за денес мислам 200 што е евра тоа на 200 вечер, евра, се да. Многу е некако глупо, а таму Многу одат ситно. луѓе. И јас побарав така многу пари, јас уште викам нутри булетот морам да си го земам, јас смутиња правам, викам јас ајко спушам оваа жена, ме гледа, ме вика девојче, ме вика знаеш ти кај влагаш, ме вика шутија. Вика нема тоа. Ми дадоа нормално помалце, прифатив веќе ај сега кога сум отишла. Нема ни твое што ви рекле. Да. И се молев да не влезам. Се молев да не влезам. Требаше да го снимам тогаш и спотов со Fox. Добро, има некои претпоставам тестови психолошки или како. Бевме, да, леле, тоа ова нигде го немам Од да кажано. видат до кое дераже ти умот, Да, секакви бевме да не на- речам будали влегуваат. Бевме на Да не ме сватиш погрешно, не мислев на тебе. Јас на побудала од сите нив бев што влегов таму со будалите. Јас отидов баш на тој као систематски и проагаме се, не тестираат. Идам И здравствено, диши, да, диши, диши све притисок, тука ми викаат низок притисок, имаш, викам, знам. И одам сега кај психијатар, па после идам крв да давам. И кај психијатарот снувам и си правиме муабет, не нешто онака. И ми вика, и зашо, вика, ти ќе влезеш, викам, не знам. Ми вика, па ти си, вика, скроз нормална, вика, ретко кога ќе ми дојде, вика, некој нормален, вика. Ретко нормални влагаат у лудница. Да. И јас викам, тоа е, викам, шо да ви кажам, докторе, и излагам се. Крв да дадам. А јас коркач сум од игли која ќе ми замириса, но бегам. И јас викам да шмугнам сега ми е времето, шмугнувам. И да отворам. Печаток, луѓето имаат, вика, она, марихуана тетовирана, довде ова, мадафак, ова, кој знае колку пати дневно, а сирот игла да не види. И јас да шмугнам, отворам врата и гледам новинари таму, сите испоредени. Тогаш бев, конзумирав марихуана тогаш, а тогаш јас отидов ненапушена. Тогаш не можев да гледам, да, и викам чекај да се опуштам, кај ќе ми идат новинари ќе ме боцкаат. Леле, викам кај ќе бегам сега и овие надвор се враќам и тој ми вика Дијана. Леле, па го гледам млад дечко, па како сега му кажам се плашам. Леле, ајде некако. Што страв, Да, што страв, ајде ми зема крв. И излегов таму. Не паднав, ама ми се треса нозата. Јас стварно имам проблем со тоа. Не одам, не негувам тоа лека. Фобија од нешто. Тоа е тоа фобија тешка. Сум бегала јас и од вакцинација. И од вакцинација сум бегала, плаќала баба ми. На короната не знам, не се вакцинирав. На короната нормално, тогаш бев против и реков додека да не можам од дома да излезам, не се вакцинирам. Баш бев противник. Добро, и упадна задругата да го скратиме воведот, немаше некој конфликт, иако знаеше да им заражиш таму, да се подскараш за маци и подстепаш, ако и не се подстепаш. Да, не сакав. Поентава ми беше кога отидов таму, јас да покажам на луѓето дека не сум како што ме мислат. Да, јас знам и како знам да направам проблем и како знам и да се степам и се. Белја, што ми рекла првата песна. И дрчна сум и се. Меѓутоа, на крајот на денот нормална особа сум и не сум баш она будала што да се го барам проблемот, не. Сакав некако да ме доживеат подругачие, мене таму ми рекоа понаши се како дома. Осеќај се како дома. Па ја дома седам лабава, дома не се средувам, ја кога видов овие дека се шминкаат таму, скроз ми беше лудо и некако се затворив во себе, не можев да се снајдов. За јадење, пример, можев, праев, готвев, за цигари, тоа. Ама вака со луѓево немав муабет. Нема травка до душа. Травка нема, да. Ама не ми беше проблем. Може на црно има, кој да знае. Не, нема, ама не ми беше проблем тоа. Добро. Стварно не ми беше. А проблем ти беше абстиненција? Ти се засвиѓа некој? Или ти се додворуваше некој? Мене не ми се додворуваше најстрашно. најстрашно. Не. Ти тоа многу таму Тоа е таму, да, само што таму јас кога отидов, јас толку самоуверена влегов.
сите овие, викам, ајде, тоа е другачие силикони, ово, она природна девојка, викам, убава сум, викам, влагам, викам, јас победувам, викам. Леле, кога отидов и кога видов тамо дека уствари се цени све што е онака скроз, јас поштувам и естетски корекции и све, а кога е онака културно, убаво, умесно, ова и тоа тамо без мозговиќ. Содома и Гомора. Да, значи буквално и све некои глупи муабети, глупи теми, не сум ги прашуваш кој е главен град, не знам, на Не ми Русија. одговори на прашањето се, а ти влезе под Белград? Не ми влезе, па нели гледавте? Па не можеш да гледаш Не, 24/7. имав, јас пошто не пијам алкохол и испив таму тогаш 2 пива и едно виски, се начукав малце, се полюбивме со тој, и ти му кажав, Сабајле, слушај, му викам, види, тоа не сум јас за ова готова. И ништо не се деси. Поспецифично. Не, а човеков не е ни мој тип. Мислам, не е ни дека некој лош лик вака да не е убав, ама не сум за тоа. Да пијано секој е убав, добро е. Па и не дека бев нешто препијано, не знам што ме штракна тогаш, ама не имав симпатија надвор. А така. Па не сакав, да, иначе немаше некој мој тип. Немаше некој баш мој тип таму. Симпатијата надвор ја чари или не? Не, јас за симпатијата ја оставив пред да влезам, пошто глумеше мангоп, мислеше дека сум јас една Скопјанка 20 година што може да ја заведа некој београѓанин. Ама не бев. И си остана со кратки куси рукави човекот е. Да, си остана со куси рукави. Добро. Па и брзо излезе, или колку? Брзо излегов, 3 месеци. Да, тоа е. Да, ама не, и таму е... Не експресно, некој сега други излези, ама... Мене ме зачуди што имав таму сите овие новиве младиве што искача има по 1% гласови, по 0,5. Јас имав 6,5%. Викам, ме гласале луѓе, викам, свака част. Свака част, викам. Кој те изнервира некој, имаше да го фатиш за врат, за очи, што ви рекле? Имав една ситуација, тој еден Урош што беше таму. Да, Урош. Ми испарска храна со спреј. Да, со спреј, нешто и тука на мои очи. Сакав искрено да му го треснам тањерот од глава, ама си реков, ај. Абе се плашав што после 50.000 евра казна, што не го лег да го плаќаме, од тогаш од после задруга станав некако по внимателна, да, некако си го гледав тоа исто и на улица како да ќе ме казнат го гледам. Точно ли е дека за секс ги плаќаат екстра? Искрено не знам, ама можно е. Можно е затоа што е тоа најгледано и има некои што такви малверзации таму. Да. Ама и тие самите не е дека ќе речат продукцијава сега им налага. Која продукција бе, тие 2 грама мозок немаат, тие самите си се договараат, си шушкат. Јас кога отидов таму, јас ни овој македонецов не го знаев, Адам Лабунски. А никого не знаев. Колега. Да, ја никого не познав, само Шаго знаев. И тоа него не видов таму, не знаев дека ќе влага. Сите меѓу себе. Они инстаграми. Беше дечкото на Тарасимов? Да, бившиот. Екс, да, што ви рекле. Инстаграми, они договарале кој со кого веќе се мува таму, што прават веќе. Јас никого не знаев, јас бре луѓе не знаев кој оди таму. Си отидов со тренерки, со глупости, со 2 пара фармерки, тренерчиња, пижами. Гледаше после што се случува таму. После кога видов, да, си викам, леле, дете каде дојде. Ке речат. Да. Добро. И сега после задруга реши да останеш во Белград или? Јас решив да останам во Белград од пред задруга. Јас веќе живеев во Белград 6 месеци, па отидов во задруга и се знаеше, ја плаќав и станот кај што живеев таму. Како се снаоѓаш? Што работеш? Знам дека по кафич нешто, по кафејна работеш. Не, јас си имав OnlyFans. Си имав пари. OnlyFans-от е Да, си имав пари и тоа си имав многу пари од OnlyFans-от. Работев кај пријател прво. У Кафуле? Да. Мене ми требаше некоја работа на пола работно време да излезам. Што дома седев цело време, мислам излагам, јас шетав, убаво ми беше. И он ми беше пријател, Страхиња Милич Джамбо. Добро. Он има во Вардар играно голман. Така, да. Лига шампиони освоија. Ракометниот голман. Да. И кај него во локал отидов. Ај ке работиш, кај викам дај да работам бе на пола работно време, не бе ми вика каква пола, кај кој ќе најдам сега друг за пола, вика работи цел и таму си седев. Пријател или бивша љубов? Не бре, како бивша љубов пријател, он е зет на
Тоа на мојот дечко од Белград. Тоа нема врска со љубов, добро, не знам. Не. Јас после се као фамилија станавме. Добро. Не е никаква љубов таман работа, джампам и ден денес ми е пријател близок. Пријател зет на бившиот дечко. Фамилија. Добро. Кажи ми, кога сме веќе кај љубовта и љубовните, овакви. 25 години не се некои години за мажење, ама не се ни години за фрлање. Да. Во моментов, како се вика, сингл? Во моментов... На пат да не сум се вика. Разгледувам. Тоа така се вика по избор на домаќиното. Не знам, сега понуди, нешто... веројатно, односно додворувач. Понуди, додворувач и тоа има секогаш, ама во моментов искрено некако највеќе ми е кариерава, да си го средам животот. Не би сакала да бидам во некој брак, во некоја врска, каде што нема да бидеме остварени како луѓе, не би сакала да имам дете, а да треба да се мачам, да не можам да му го дадам тоа што треба, а инаку поборник сум за да бидам млад родител, ама некако не ме сака брез среќата. Нешто. Ама ќе беше OnlyFans мама после. Нема везе, јас со одма ќе го угасев. Или што ви рекле Милф. Не, за Милф имам уште едно 10 години. Млада сум за Милф. Така е. Можда давам таков вајп, ама млада сум за Милф. Млада си не е спорно. Сега си во Македонија заради силата на нештата, Да. прилика, и тоа ќе потрае 5 години. Не, таман работа, па шо ќе правам 5 години? Додека условно не истече. Не, на условно кога си можеш да одиш можеш да каде одиш кај сакаш, сакаш, да, така е, можеш да живееш каде сакаш. Не мислев законски, него мислев решена си да останеш додека не потрае условно. Не. Планирам да си одам. Бргу, а? Да. Еве сега бев во Белград. Знам дека скоро беше кога договаравме рече до Белград, сум пак ќе се вратам, ќе се договориме. Имав таму на мапи излегување, појавување као рап сешн. Сега би требало повторно да одам. Јас планирам следната година, почетоков на следната година да си одам таму. Тотално. Да, меѓутоа сега, затоа што нели имам можност да доаѓам и се, ќе доаѓам. Па, мислам, како да ти кажам, зошто да не доаѓаш? Дојавме полека, речи си час, а може би и час, не знам, кон самиот крај. Пошто е различна оваа Дијана Оуџи од онаа Дијана Оуџи? Оваа Дијана Оуџи е поразлична од таа, затоа што сега веќе време за чекање нема. Сега сум стрикно Време фокусирана. за Белја нема? Не, за Белја секогаш има време, него немам желба. Фокусирана сум на себе, на кариерата. Сега имам во моментов работам на некој нов проект, работам на многу проекти, имам многу проекти. Со тоа се бавам, не се бавам со драми, со туги животи. Отворена сум за соработки, во потрага сум по продуценти, по се. И не сум више толку мала, не сум толку раперка. Сега ногти почнав да правам, се шминкам, више не сум толку раперка. Значи дека полека ќе се фокусираш на естрада за сцената или ќе тераш кариерата ти да бидеш под блештавилото на светлото? Јас да бидам под блештавилото на светлото, затоа што сум лице кое што го памтат, го сакаат камерите, имам што да кажам. Немам дистракции. Сега не се занимавам со ништо друго. Сега се занимавам само со музиката. Белите сите ги направив. Све што можев да направив. Музикава си ја погорав, ме дозна. Да. Или на рати го отплаќаш? Да, си го отплатив ова све што требаше. Сега само за музика. Тоа е тоа. Имам време. Значи, нема поезија, нема OnlyFans, нема... Поезија има. Така? Да, само барам еве некој ако да вие издавачкиве куќи ако сака да се позабави малку со тоа, ама не сум баш во тоа вдаден, иначе имам јас веќе материјал за 3-4 книги. За дела сабрана, што ви рекле. Да, имам доста. Само тоа може понатака имав идеја да направам кога ќе направам албум, да издадам и книга и да направам една као манифестација. Пример од 10 до 11 промоција или од така до 12, а после 12 да имам настап, журка, каде што нели сите мои фанови малце да ги поттикнам ова младиве да читаат книги.
немаат фонд на зборови, немаат прочитано нешто. Па, добро, веројатно и до многу фактори. Од школството до домашно воспитување, па и до не знам. Не знам, не е во Какво е мода. општеството? Не е во мода Па и нешто светот. сега. Не е во мода сега да се чита, а треба Се у мода се слика, мислам. да, ама еве, TikTok е у мода. има и момент кога треба пример да прочиташ, поготово кога ќе ги видам сиве овие као фаци јавни музичари, она не седнале да прочитаат на книга на интервју, ги прашуваш едно, друго што овде, па јас кога им ги гледам интервјуа се смеам. Мора малце да се чита, мора малце да ги потикнеме. Мене ми е особено драго и задоволство што си дама која, како се вели, остава трак при разговорот. Како Благодарам. една од оние кои ретко доаѓаат, имаат вокабулар, а имаат и отворено срце, а имаат и она што жените го немаат, а мажите го имаат, да зборуваат за себе и собствениот живот, од приватноста до кариерата, и драго ми е што ја видовме и Дијана Дурлевич, и Дијана Оджи, и некоја друга Дијана која веројатно допрва треба да ја видиме. И благодарам за... Благодарам за професионалноста и за убавите зборови. Мислам дека убав муавет си направи. Многу убав муавет. Дури јас си имав сомнеш. Во мене. Дека си имавме срчкано еднаш преку вистина, ама секоја чест ме воодушевивте. Драго ми е кога некого ќе воодушевам, особено ако е тоа згодна женска, а се надевам дека згодната женска и вашиот домаќин, ако не ме воодушевија, барем успеавме да ве задржиме на вашите места да го гледате и ова интерток шоу или интернет ток шоу, некои го викаат и подкаст. Дијана Оджи, Антонио Димитриевски и местото каде што ќе го слушнете сето она, оти на друго место нема да слушнете ништо слично како овде во Ништо лично. Благодарам Дијана, благодарам драги мои. Бидете тука, бидете така и се гледаме за 7 дена. Чао.